драги пријатели на Бранислав Сркањец и пријатели на издавачката куќа Макавеј, дами и господа, добро вечер. Нашата вечерашна промоција за делото идеологијата и поединецот од професор доктор Бранислав Сркањец, прониклив аналитичар и непристрастен и мудер диагностичар на општествените процеси, се збиднува во доцната неславна политичка постмодерна, после што од минатиот 20 век, во кој во учебниците за сите елитни поколенија ќе биде дефиниран како епоха на современиот човек, најзагадена од идеологии, како период на демисија и валкање на индивидуалноста пред незаузданоста на идеолозите, како век на најголемите погроми во името на идеологиите. Нашето вечерашно представување, очитувани со помошта на амбасадорот Љубиша Георгиевски и акторот Бранко Ѓорчев, ќе се погрижи да ви го доближи влогот на Бранислав Сркањец во осветлувањето на клучните медии, кои трајно ги делат идеологијата како функционализирана масовна порака и поединецот како стамен знак покрај патот по кој фучи катадлена историја. Тоа е мотивот кој не подгони и нас во Макавеј да се запознаеме со ова веројатно единствено дело кое се бави од падот на Берлинскиот зид до денес на еден исклучителен начин со темата на современоста, идеологијата и поединецот. Магијата на оваа студија единствен и темелен наслов се подпира и врз личната судбина на авторот, кој не ја почнува да ја пишува и заокружува токму на почвата на судирот на двете најмрачни идеологии на минатиот век во Лајпциг, Берлин и Дрезден, каде одблиску ја мирисал лавата на незадоволството и во студената есен на 1989 година судбината на уривањето на Берлинскиот зид ја детерминира и судбината на неговата научна студија, која заправо за собствената емпирија се уште ја има и нашата денешна реалност, 20 години по паѓањето на срамниот европски зид и само неколку денови по затрупувањето на македонскиот и европскиот шенгенски ендек и по 20 години на проверка на македонската и европската вежбалница на демократијата. Имам чувство дека полека напрегувам појазбите на оваа книга која го растајнува односот на идеологијата и поединецот, кој е комплексен, многустран и слоевит, по страниците преполни со факти, сознанија, цитати на великани на современата филозофска и социолошка мисла, и бидејќи по патот на доближувањето на делото на Сркањец, за оваа вечер имаме друг поопитен предводник, заправо имаме еден редок интелектуалец, уметнички толкувач и критичар на идеологиите, митовите и историјата, во овој миг го свртувам на вашето внимание, он миговите со акторот Бранко Ѓорчев, кој пред и по беседата на амбасадорот Љубиша Георгиевски ќе ни пренесе кратки инсерти од изданието што го славиме оваа вечер. Ви посакувам пријатно име. 20 век покажа дека поединецот не е повикан историски да действува. Ако под историско действување се мисли на она действување кое е родово, конструктивно и прогресивно, универзално, за доброто на човештвото, 20 век покажа дека историските акции на поединецот, напротив, убиваат, уништуваат, разорнуваат, деградираат, дека всушност се акции на партикуларни мотивации. Фашизмот, нацизмот, сталинизмот, комунизмот, национализмите на денешното време донесоа повеќе смрт, отколку среќа или слобода. Иако се повикуваа на универзални идеи, на над човек, на тотален човек и така натаму. Идеологијата со тоа што за судбината на поединецот зборува и размислува научно и објективно, го прави негов случај, прави ствар од него. Објективно се зборува само за стварите, субјективно се зборува за субјектот и субјективноста, великиот Хегел. Патот на објективната рефлексија го прави субјектот случаен и со тоа постоењето како нешто кон што сме рамнодушни. Идеологијата која зборува објективно го заборава поединецот.
Она што марксистичката идеологија исто така го заборавила, тоа е суицидалноста на нејзините предвидувања, која произлегува од повеќезначноста на практичниот живот. Она што идеологијата го бара за остварување е механичкиот поединец со униформно однесување, а не со разновидни типови на однесување. Затоа нејзиниот поединец како општествено и историски даден поединец е попогоден за остварување на нејзината задача, тоест да го гради од неа само определеното човештво. Во такви услови авантурата на идеологијата во обидот да се впушти во практиката изгледа прилично очајничка. Кај Киркегор има една приказна која би можела да го изрази ова. Замислете си една земја. Кралот дава една заповед да се пренесе на сите службеници и подчинети на сето население. И што се случува? Со сите се одигнува една чудна промена. Сите се претвораат во издавачи, службениците стануваат писатели, секојдневно излегува едно издание, секој поостроумно, побогато со дух, почудесно, повоспитувачко и почудесно повоспитувачко од другото. Критиката, која сака да го задржи прегледот врз оваа огромна литература, одвај може да го стори тоа, па и самата критика станува литература со светски размери, така што не е можно да се задржи преглед врз критиката. Се е издаваштво, но никој не ја прочитал заповедта на кралот, како да се постапува според неа. Благодарам. Почитуван господин председателе, почитуван господин министре, почитувани господа пратеници и пратенички, драги гости, драги браќа и сестри, дозволете ми најнапред да ви се заблагодарам во вака репрезентативен состав и во вака импозантен број дојдовте да асистирате на една ретка и многу потребна книга во денешно време. Затоа имате мојата длабока благодарност, веројатно и во името на авторот. Добро одмерените книги секогаш резултираат со неодмерени комплименти. Оваа книга е една од тие книги. Иако во мојот диктум, во мојата дикција нема многу голем арсенал на фалење, таа е воспитана да употребува арсенал на удење и критикување и често е и отровна. Но во случајот на вистина, во ова скудно духовно време, оваа книга доаѓа како лукс ин тенебрис и е многу потребна, а се чита дури и од некомпетентни луѓе како што сум јас, со кеф, со задоволство и да парафразираме на друг философ од една соседна земја, се чита како што се јаде бел леб, сега изваден од подсач. Не можам да смислам подобра препорака од ова априори говорејќи. Се разбира, книгата е насловена идеологијата и поединецот. Можеше да биде исто така насловена како джелатот и жртвата. Можеше да биде насловена и поакадемски, како нужност и случајност. Зашто во овие последни 2 века поединецот е оглавна случајност, нужностите се наоѓаат по друго место. Можеше да биде насловена исто така мрежата и рибата, ако сакате, и така натаму, и така натаму. Пред некој миг авторот ја сподели со мене еден страв. Вели, па ова може да се чита и како приручник за манипулација. Идеолошка со луѓето. Се разбира, темата е така. Значи, во таја смисла, дозволете ми сега, после овие поведни зборови, да дам еден портрет, односно да ги споделам со вас, многу директно, алфреско, да ги споделам моите печатоци, од моето талкање низ оваа книга. Зошто талкање, ќе ви кажам. Талкање има и непријатна конотација. Имаше и непријатна конотација, а таа непријатна конотација беше мојата сомнителна компетентност. А книгата има 3 особини.
Првата особина е таа што е таа фактички докторат. Напишана, срочена, смислена, студирана и завршена како еден докторат уште тамо пред паѓањето на Берлинскиот зид. Нотабене, уште смислувана за докторат во Лајпциг, финалната мисловиче во Лајпциг, во срцето и средиштето на Источна Германија. Значи, имаме работа со докторат. Во однос на тој фацет на книгата, кој што се вика докторат, јас се почувствувам значително некомпетентен. И ме молам да ми простите, што излегувам сега со таква дрскост, да тврдам дека сум некомпетентен, да тврдам дека сум ја разбрал книгата. Но има и такви ситуации, постмодерни. Во таа смисла, можам само да речам дека тој докторат се одликува со брилјантна, навистина брилјантна појмовна транспарентност. Секој поем е изработен до една неверојатна прецизност. Се одликува со еден неверојатно богат јазик, со конзистенција пар екселанс и со вреднување на сите феномени кои влегуваат во анализата на книгата, толку адекватно што е застрашувачко. Неговата сонда научна влегува се подлаго и ја пробива и опната на светот, литологија, митот. И таму завршува со исто она општо кое го пронаоѓа и самиот Клод Леви-Строс. Така е наративно овој докторат изгледа. Во смисла на тоа, значи, мене едино ми преостана да направам една автоекзегеза, како што правиле шаманите старите, како што прочем и автоанализа си правил и Фројд. Не би ли извадил од себе можност да до крај да ја прави. Веќе втората особина отвори кај мене страшен апетит, а ќе отвори кај нас. Втората особина на книгата е што таа обчекорува 2 века. Таа е писана, компонирана, завршена пред паѓањето на Берлинскиот зид, а еве ја сега излегува во Источна Германија, еве сега излегува истата, без да е ниједна запливка променета, излегува во Македонија 20 години покасно. Значи, основната проба што секој писан збор треба да ја издржи, да ја положи, е времето. Времето не е наудило ништо, напротив. Значи, во таа смисла, книгата отвара апетит да се чита. Третото нешто во книгата, што е фантастично, е што се открива при првите веќе 30 страници, е тоа дека во книгата има содржана доза на дидактика, односно доза на pouка како читателот да ја чита. Со кој диоптер да ја чита, со какви наочари да ја чита и на кој начин да ја чита, без да се наметнува тоа, без да е тоа посебно поглавие. Вие, читајќи книгата уште на почетокот, разбирате дека книгата можете единствено да ја читате како поединец, односно како жртва, односно како случајност, односно како манипулативен материјал, или топовско место, или како се. Тука веќе си реков, оваа книга морам да направам нешто за ова. Тоа е сега предисторијата на моето талкање во оваа книга. Зошто така си реков? Затоа што и самиот, видите, не можете да говорите во туѓо име, немојте да ми замерате, ја говорам во своје име. Самиот сум бил жртва. Самиот сум бил 30 години подчеканот на идеологијата и врзнаковалната на она што Сарганјацки го нарече обштествен плаузибилитет или обштествена телеологија. Тоа биле такви време. Така што тука веќе книгата почнам да ја крадам као да сум ја напишал јас. Уште во предговорот на книгата, на страница 19, да се реков и ќе читам, ама изгледа тие цитати ќе ги прескакам. Ќе видим. Си реков нешто и ќе прочитам, но ова мора да го прочитам. Вели, важно е да се покаже повеќе значноста на појмот идеологија, како и да се укаже на преголемата едноставност на досегашните определби на идеологија. Но главната цел е
да се представи многостранноста и комплексноста на односот на поединецот спрема идеологијата и неодредливоста на идеолошката акција на поединецот. Главната задача, всушност, е да се истражи и проблематизира валидноста на повикувањето на идеологијата во објаснувањето на акциите на поединецот. Ако остварувањето на идеологијата или прифаќањето на идеологијата се огледа во акцијата на поединецот кој не ја прифаќа, тогаш суштествено е прашањето на идеолошката акција. Така доаѓаме до централниот поим, до централната прекретница во она што се вика екзистенција или траење во просторот и времето на идеологијата. Зошто е тоа така? Затоа што идеологијата е или употреблива, односно применлива, или е тоа sine qua non, или не може да постои како идеологијата. Значи, идеологијата зависи од собствената применливост. Што значи? Дека една идеологија треба да се наметне на едно општество, да поединецот, секој поединец во тоа општество да ја интернализира, да ја направи своја како став, парчиња од таа идеологија, за таа да може да се претвори во општествена акција. Од тука